борбата на широк фронт да се спречи на тамошната деградација, да се заштити и унапреди животната средина е карактеристика на состојбите во Републикава, како и пошироко во целава земја. Свеста и разбирањето за потребите од таквата борба расте секојдневно кај многуте субјекти, а тамо каде што немарноста ја загрозува животната средина, започнуваат да се применуваат санкции против општествените субјекти и граѓани. Деградацијата на животната средина често свесно, а делумно и несвесно, како последица на брзата индустриализација и урбанизација, зела таков замав и размери, што не може лесно и брзо да се санира. Заштитата на природата во најшироката смисла стана грижа на секого, а на Републиката посебно. Заштитата на шумските екосистеми, грижите за правилното искористување на шумскиот фонд, пошумувањето на голините, мелиоративните зафати, а особено заштитата на природните реткости и вредности, станува се поголема грижа на широките маси, најголеми корисници на тие вредности. Грижите за заштита на природата како услов за живот, здравје и просперитет не може да биде пречка за општествено-економскиот развиток. Ваквото мислење се повеќе преовладува, а тоа е сигурна гаранција за борба на сите за здрава животна средина. Туризмот во втората половина на овој век стана една од најистакнатите универзални појави во развојот на човештвото. При тоа нагло еволира во длабока законита, масовна и интензивна општествена потреба. Во основа, според своите рекреацијски содржини, туристичките потреби многу брзо, во периодот на силниот социјален, технички и економски развиток, предизвика и многу нарушувања, дури и сопствени спротивности. Логиката на развитокот се искажува со надпреварот за побрз стандард, доход, профит, техничка и технолошка револуција, а се искажува и преку обично економски рентабилни, но културно, социјални и здравствено неповолни концентрации на производство, промет и живење. Цената што милионите заморени ја плаќат за повисок стандард, исцрпени и здравствено загрозени луѓе, создава ненадоместлива потреба за психичка и физичка компензација. При тоа, проблемот не се одразува само на исцрпувачката работа на работното место, туку тој добива значително пошироки размери во севкупните услови во кои градско-индустрискиот човек го менува својот работен и животен век. Во тие услови спаѓа густината на живеењето, загаденоста на воздухот, миризбите, бучавата, прометно-инфраструктурната состојба, ритамот што исцрпува надпреварот и нервозата. Тежината на проблемот е во нарушените односи на човекот и природата. Човекот од негативните последици на таквиот живот се брани со повремени бегства од секојдневието, од секојдневната средина во поквалитетни природни средини поради рекреација. Таквите движења во почетокот биле повремени и спонтани за покасно да добијат организирана основа. Денес во туристички патувања се вклучуваат околу 1 милиарда луѓе годишно, од кои околу 300 милиони патуваат надвор од земјата, а тој број и покрај сите развојни проблеми во светот и кај нас се повеќе расте, а наедно расте и нивното барање за нов и поголем простор, соодветни услуги, исхрана и можности за рекреација. Тој простор не само што не се зголемува според се поголемите потреби што растат, туку од ден на ден се смалува, како поради објективните потреби на општествено-економскиот развиток, исто така и поради нерационалното и неодговорно однесување на луѓето и општеството како целина. Поради овај количествен аспект на проблемот, се повеќе се наметнува и квалитативниот. Просторот наменет за туристичка валоризација е подложен на сериозни квалитетни деградации. Затоа станува јасно дека присуството на голем број посетители, стопански организми, технички инсталации и работна сила содействува во туристичката активност на определен простор. За тој простор тоа представува и сериозен извор на изливи од најразлични видови. Според тоа просторот бара многу одговорен и внимателен третман и тоа во долгоречни размери.
Тој третман се засновува на програмирање, неговата заштита и оптимални намени, иако ова барање има универзално значење, јасно е дека степенот и методите на неговата заштита за различните простори ќе се разликува и ќе се определува според нивниот карактер и општествената намена. Нема сомнение дека туристичките простори, кои по својот карактер одговарат за рекреацијска намена, спаѓаат во високо вредни и општествени природни богатства и го оправдуваат соодветниот третман. Некои простори се оттргнати од процесот на деградацијата и ставени под посебна заштита на општествената заедница. Во 1980 година, Собранието на Социјалистичка република Македонија донесе посебен закон за заштита на националните паркови Маврово, Перисе и Галичица, со цел да се заштитат вредностите и убавините на природата, за да можат работните луѓе и граѓаните, организациите на Сдружениот труд, општествено-политичките заедници, местните заедници и другите самоуправни организации и заедници да создават услови за заштита, уредување, унапредување и рационално користење за одмор и рекреација. Националниот парк е подрачје на зачувана автентична природа, кој поради своите природни убавини и вредности на растителниот и животинскиот свет, биолошките, геоморфолошките, хидролошките и други карактеристики, историското, научното, културното, воспитно-образовното и друго значење, како материјално добро од општи интерес, е под посебна заштита на општествената заедница и служи за потребите на науката, образованието, културата, туризмот и за одмор и рекреација на работните луѓе и граѓаните. Определбите на законот обврзуваат не само заштита и зачувување на парковите, туку и нивна валоризација за туристички потреби. Но да видиме како е во практиката кај нас. Како се спроведува законот за заштита на националните паркови? Внесува ли тој нови односи при користењето на природните богатства? Спроведувањето на Законот за заштита на националните паркови од неговото донесување носи голем број на новини, меѓутоа одредени поставки искажани во законот потешко можат да бидат спроведени. Посебно тоа се однесува на донесувањето на просторните планови за уредување на националните паркови. Тој рок кој е искажан во Законот за заштита на парковите е поминат, меѓутоа уназад една година Републичкиот комитет за култура вложи посебни напори, така да сега е во тек на донесувањето на плановите за националните паркови. Соберени се материјални средства посебни за истите и е договорено прв просторен план за национален парк да се работи за националниот парк Маврово. Ние како институција сега имаме добиено и понуда од националниот парк. Тие понуди се испратени и до други соодветни институции кои се стручни за изработка на такви планови за уредување на овие наши природни вредности. Всушност тоа се новите вредности што се остваруваат со ваквите закони. Да. Порано вредностите на парковите ги знаевме само ние, стручните луѓе што работеа во заштитата и луѓето што работеа во националните паркови, сметајки дека тие вредности треба да бидат достапни на пошироката јавност, а и вредностите на парковите, посебно научната вредност, образовно-воспитната, културната, рекреативната вредност, односно функција, не беше толку истакната. Вие знаете дека порано парковите вака се користија само за рекреација, така да во одредени моменти имавме и некои пропусти во таа заштита. Ја морам да споменам дека во поедини паркови, а тука посебно е карактеристично за националниот парк, еве овие викенд населби кои времето ќе каже за нив дали се исправно лоцирани, дали требало баш во национален парк толкав голем број на викенд населби да се прават. Како може да се обезбеди ефикасна заштита на националните паркови според вас? Па видите, ја ќе направам една, како да кажам, мала екскурзија. Националните паркови и на ниво на Југославија им се посветува поголемо внимание. Наназад 6-7 години, секоја година на ниво на Југославија се организираат стручни научни советувања на кои се разгледуваат одредени проблематики од областта на заштитата на националните паркови. До сега се одржано 6 такви советувања.
На тие советувања помеѓу другите теми беа, например, изработка на просторните планови на парковите, финансирањето на парковите, користењето на ресурсите во парковите и други елементи кои може да служат на секојдневниот човек, да ги користи тие богатства, да не стојат тие затворени и како што сметат одреден број на луѓе, да се природата конзервира без таа да се користи со сите нејзини вредности. Што значи заштита на националниот парк, али низ развој. Така е. Парковите мора да влезат сега да го пратат и општествениот развој во Републиката и на ниво на Југославија. Досега тие беа малку оставени пострана, така да во сите планови, например, просторни, сега парковите се влезени. Меѓутоа, поставките нови и во просторниот план на Републиката кој е донесен, сега се води сметка и во основните планови на секој населено место, ако ја зафаќа територијата на националниот парк, сите инфраструктури да бидат инкорпорирани во развитокот на паркот, а паркот да биде носител на развиток на целата средина и потесна и поширока на која се тој навоѓа. Најнужна е координација со надлежни органи, било републички, било општински, а и посебно оние стручни организации кои се занимаваат по било која основа за заштита, чување и унапредување на природни вредности и реткости. Овдека сметам дека посебно треба да се направи една спрега помеѓу и туристичките организации кои за својата дејност од една страна користат највредни простори, остваруваат одреден доход, тоа е мое лично мислење, а од друга страна не влагат ни динар за зачувување и унапредување на тие вредности. Сметам дека тие спреги помеѓу органите кои се надлежни, а и стручните организации треба најнепосредно да се оствари, така да сметам по тој основ парковите ќе го добијат правото место и ќе служат за оној за што се основани. Националниот парк Маврово, според вкупната површина од 78.088 хектари, е најголемиот меѓу националните паркови во нашава земја. Подрачјето на паркот ги опфаќа најубавите планини во Западна Македонија, на кои се наоѓаат многу врвови со над 2000 метри надморска височина. На овој парк ја посветуваме и денешнава наша емисија. Овој простор е прогласен за национален парк поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите, со цел да се зачувуваат природните карактеристики на просторот создаван со милиони години, натаму со растителниот и животинскиот свет, како и со градежните објекти со карактеристична архитектура во населените места. За овој национален парк се карактеристични буковите и еловите шуми, како и состоините од смрча. Паркот е богат и со разновидна фауна. Овде, иако ретко, се уште ги има познатиот крвожедник рисот, големата мечка. Посебна вредност и привлечност има клисурата на Радика, која е една од најубавите во Југославија. По средиштето на националниот парк, на 1233 метри надморска височина, се наоѓа големата водена акумулација Мавровското езеро, богато со риба и мноштво водни птици. Во границите на паркот се наоѓаат значајни споменици на културата, манастирот Свети Јован Бигорски. Матерски комплексот Бигорски е ставен под заштита на законот. Кажете ни некои побитни карактеристики за овај комплекс. Видите, првата градба на овој манастир се врзува за 1020 година, почеток на 11 век.
Тоа била една помала црквичка, која што денес темелите не се уште пренајдени, а по податоците со кои располагаме, таа црква повеќе пати била доградувана и проширувана се до првата половина на 19 век, од кога датира градбата и изгледот на овој манастир како што гледаме ние денеска. Инаку, самиот манастир е ставен под заштита на државата како музеј во почетокот на 60-тите години, а го одржува Републичкиот завод за заштита споменици на културата од Скопје, кој што врши конзерваторски и реставраторски работи. Како едни од највредните и најубави работи во самиот објект се конаците, кај што позади нас, кои што се гледаат веројатно во кадарот, а инаку најценето во самиот манастир е резбаријата, иконостасот или даборезот кој се вика се уште, и самите фреско-сликарски работи кои што потекнуваат и едните и другите во почетокот на 19-тиот век. Некаде до 1840 година се завршени. Инаку тој представува вистински украс на националниот парк Маврово. Украс не само за националниот парк на овој крај Маврово и едно од највредните работи кои што ги има, може да се рече и самата Југославија. Нашата подалечна историја. Од подалечното минато на нашиот народ. Селото музеј Галичник, според местоположбата и својата бурна историја, представува вистинска архитектонска вредност. На неколку километри од Маврово, кон Радика, во селото Трница, се наоѓа и спомен домот Беличица, спомен белек на паднатите борци од Тетовскиот одред. Како природна реткост треба да се истакне левата притока на Радика, гарска река во која неколку километри во оваа величествена клисура се влеват водите на Тресонечка река, пробивајќи се со бучава низ тесните премини меѓу големите карпи. Клисурата изобилува со огромно богатство на растителен свет. Селото Тресонче, сместено под големите карпи на Бистра, представува вистински арборетрум со мноштво растителни видови својствени на јужните краишта. Во рамките на туристичко-рекреативната зона изградени се сместувачки објекти со капацитет од 1700 легла. Од нив на комерцијални објекти отпаѓа 488 легла и 1240 легла во сопственост на 28 организации на Сдружениот труд, како и 1200 легла во комплексот Бунец во сопственост на интересната заедница за детска заштита на Скопје и Гостивар. На просторот на Маврово има изградено околу 1000 викендици во индивидуална сопственост. За потребите на зимскиот туризам се изградени 2 жичарници со капацитет од 2000 лица на час и 8 ски лифтови. Другар Фајзули, мноштво гости престојуваат во Маврово, како преку зимските месеци, така и во летото. Колку гости вие сте регистрирале? Кога најмногу доваѓаат? Какви проблеми имате со нив?
Да ви кажам, рекреативниот центар Маврово е за сите сезони, ние барем така сме го кажале и по тоа настојаваме да Маврово е за сите 4 сезони. А гостите навистина се во 2 сезони најпозабележителни, тоа е во зимскиот период, кога се користи најповеќе спортовите, белите спортови на Бистра, jer исто тоа го сме го рекле рекреативен морски центар. Исто така масовноста е поголема во месеците јули и август, што тогаш е стварно најголемите горештини во нашата република, ако кажам, и за Скопје, од каде повеќе ги имаме и гостите, така да во тие 2 месеци позабележително е. Колку гости, дали можете да ни кажете? Да ви кажам, за през зимскиот период, еден податок, мислам доволно ќе зборува, да на Бистра престојуваат повеќе од 5-6 хиљади секојдневно само скијачи. А то значи да сигурно Маврово през тој зимски период има до кај 7-8 хиљади посетители. Просекот на Маврово расте годишно со стапка од 20%, од година на година, како ние тие податоци ги бележиме, така да Маврово во летниот и зимскиот период се бележи да има посета од 5-6 хиљади гости постојано во тие месеци. Какви проблеми имате со гостите? Да ви кажем, јас со гостите него не мислам дека гостите би имале повеќе проблеми со нас. Ние како рекреативен центар Маврово се заедно и угостителството се содруваме навистина со еден проблем. Тоа е пред се нерешено е се уште прашањето со автобуската линија. Немаме автобуска линија Маврово Гостивар и Маврово Скопје. Сметаме на голема празнина која тоа дава стварно проблем и за гостите, а и со тоа се намалува и користењето на лежаите за Маврово. Едно е прашање на саобраќај, второто прашање ние нерешено прашање со инфраструктура. Еве патот, сигурно повеќе пати сме зборувале и овој пат сакам стварно да кажам дека на вистина е тежок и тешко може да оправдаме еден оваков рекреативен центар, развиен, а со вакви услови на пат. Патот е дотраен и вистинско мајсторство е да се помине по тој пат, да се оди до Жичарницата, до Маврово и околу езерото. Видите, мислам да сосем сте управо и оваквата состојба е новина што оваа година овај пат е преминат во СИЗот републички за патишта, у план е да се и нешто се веќе чини, да се скрпи. Меѓутоа сметам да со крпење не ќе смее овај пат да оди понатаму, ќе треба да се реши целосно, кружно околу Маврово Јанови до Бунец, како што и е така зацртано у тоа. Колку километри изнесува овај пат? Кружно? Кружно патот е 36 километри на овај рекреативен туристички центар. Така да овој еден е навистина веќе проблем е и за нас кои тука постојано работаме, проблем е и за гостите кои доаѓаат. Стварно е една нервоза по такви услови да се доаѓа на одмор. Исто така е проблем во овај рекреативен центар и со водоснабдувањето. Дел од населбите кои се снабдеваат се отежнати условите поради тоа во летниот период, навистина доста проблеми се создаваат заради тоа што капацитетите за своевремено беа сосема доволно, меѓутоа по убрзаниот развој на Маврово, мислам што и ево бележиме еден таков податок, ние не појдовме истовремено да го решиме и то под еднакви услови за тој квалитет. Управата на Националниот парк од Маврово остварува известни средства, реализира известни средства од дрвната маса која продава, други разни приходи. Учествува ли тој во разрешување на ваквата проблематиката на инфраструктурата? Да кажам за жал, не. Ние во развојот на туризмот на овај регион, навистина сме барале да биде чак и носител националниот парк, па останалите развои да бидат озете на угостителство, одржавање, на инфраструктура, изградбата. За сега, навистина, тој простор не сме го решиле и поради тие нерешени одредени односи, мислам се токму осеќаат тие празнини. Националниот парк стварно дел на богатство кое природата го создала и го
користи, за то, за жал, нема внесено ништо и сигурно вие ќе видите и можда сте и разговарале со другарите од Националниот парк, да мислам да не може да се пофалат ни со една чешма излетничка, ако не кажам повеќе, или со некои други пристапни патишта. Мислам на ово треба да се работи, а пред се ја би кажал да е тоа проблем за решавање и на најодговорните у собранието на општина Гостивар, затоа што собранието пред се за мене е носител за сето ово што е на Маврово, али да не го испуштиме, да ние за уназад на 10 години, мислам да треба да се пофалиме, да сме изградиле, сме создале едни основни услови за развој на туризмот. Во Националниот парк Маврово регистрирани се действија спротивни на Законот за заштита. Дали може да ни кажете некои примери? Видите, согласно член 28 од Законот за заштита на националните паркови, Републичкиот завод за заштита на природните реткости е овластен да врши стручен надзор во Националниот парк. При вршењето на тие стручни надзори и увиди во паркот, заводот има констатирано доста действија кои се вршени противзаконито. Мислам да кажам дека во овој случај не е консултиран Националниот парк, односно согласно законските прописи не се барани соодветни дозволи. Така, например... А исто така не е консултиран и вашата институција? Исто така и од заводот не е барано мислење. Ние као завод даваме претходно мислење за одреден број на действија кои треба да се вршат во парковите. Такви действија, например, имаме тука, во непосредната близина на Бистра хотелот, се вади мермер, со решение на собранието на општина Гостивар, одземен е дел од просторот и е даден на предпријатието Мермери Гостивар. Затоа паркот не е консултиран, исто така паркот не е консултиран за изградба на мотелот во село Трница, кај Бигорски манастирот се гради и бензинска пумпа, исто без консултација, изградена е фабриката во Скудрине, исто така и Ростуше. Новата хала во Ростуше, исто така, така да тие работи сметам дека не се ворат и паркот треба во секој случај да се консултира, односно да се почитуваат основните законски прописи и сите работи да течат по оној нормален ток кој ги предвидува законот. Бидејќи одреден број на действија го нарушуваат автентичноста на паркот, а и го менуваат интегритетот. Друга Геревски, како е вашето мислење за проектот за изградба на хидроцентралата на Бошков мост? Видите, ја лично сум запознат дека во нашата република треба да се градат доста голем број тие така наречени мали хидроелектрани. Од една страна можеби нивната градењето е оправдано, меѓутоа сметам и стојам на тоа становиште, тоа е мое лично мислење, дека треба многу да се внимава при изградба на тие хидроцентрали, поготово во вакви заштитени подрачја. Треба да се води голема грижа да се види што ќе добиеме ние со таа хидроелектрана и што просторот ќе загуби као тако. Има случаи, бар во Југославија, при градење на слични објекти, дека просторот нарушен во тие услови, тоа не може да се врати во она основна првобитна положба, добивката од тие такви електрани не е многу голем.